Меѓународниот монетарен фонд и одобри на Република Северна Македонија 140,3 милиони специјални права за влечење или приближно околу 177 милиони евра. Ова е двојно повеќе од сумата која очекувавме првично и е навистина добра вест, бидејќи ова се поволни средства со ниска каматна стапка од 1,5% и рок на отплата од 5 години. Оваа финансиска поддршка од Меѓународниот монетарен фонд доаѓа преку инструментот за брзо финансирање или така наречен Rapid Financing Instrument. Инструментот за брзо финансирање обезбедува брза и лесно прилагодлива финансиска помош за земјите членки на Меѓународниот монетарен фонд, кои се соочуваат со итни потреби на билансот на плаќање. Со инструментот може да се обезбеди поддршка за да се задоволи широк спектар на итни потреби, вклучително и оние што произлегуваат од шокови на цени на стоки, природни непогоди, конфликтни и постконфликтни ситуации и други вонредни состојби кои може да ја погодат земјата. Оваа помош од Меѓународниот монетарен фонд ќе помогне во финансирањето на мерките за здравствена и макроекономска стабилизација и исполнување на потребите на билансот на плаќање кои произлегуваат од појавата на COVID-19. Мора да се истакне дека од исклучителна важност е оваа ликвидносна инекција која доаѓа на почетокот на месец април, односно во вистинско време пред пикот на здравствената криза која се очекува некаде на крајот на месецов. Наскоро, во текот на месец мај, се очекуваат да се добијат и други средства за кои преговараме, и тоа од Светската банка и од Европската унија. Секако во исто време, будно го следиме пазарот на капитал, кој се очекува наскоро да почне да се стабилизира и затоа ќе започнеме и со постапката за издавање на еврообврзница. Во текот на подготовките, ќе ја следиме состојбата со цел да го одбереме најсоодветниот тајминг за излегување на пазарот на капитал. Ќе ги обезбедиме средствата кои се неопходни на земјава за да поминеме со што помали последици од корона кризата. Мора да внесеме пари во економијата, да ја потикнеме економската активност и пред се да ги зачуваме и да ги заштитиме работните места. Преземаме мерки кои се во вид на даночни ослободувања, во вид на директна финансиска поддршка и ќе продолжиме да преземаме и нови мерки во следниот период и во периодот на обновување со цел што побрзо опоравување на економијата. Ќе одговориме на овој предизвик, заедно сме во ова и заедно ќе го надминеме.